Добар ден, добре дојдовте во ново издание на Никој да не знае. Кај да е, ке дојде истотката, ова е 99-тото издание на Никој да не знае во оваа прва сезона. Ви благодарам што сте со нас, доколку сте и ова попладна заедно, ке уживаме со уште една приказна на уште еден наш, па не е само пеач, и автор, и текстописец, и други работи ке ни раскаже за многу нешта. Го познавате одамна, сега, нели, кој е тој, своите емоции секогаш ги пренесувам на хартија, ќе ви речам. И уште нешто има кажано во едно интервју, вели нема побаво чувство и подобра мотивација од тоа да има за кого да живееш и создаваш. А ако се прашувате од кога го познаваме сите многу одамна, од времето на македонскиот идол, и самиот во едно од последните интервјуа не може да се начуди на тоа колку убави се тие спомени, а колку многу време помина токму од нив, а се уште се присетуваме, нели? Денес тој е навистина зрел музичар, пеач, текстописец и т.н. Ке ни каже што е се друго во меѓувреме, кој многу внимателно, ама навистина внимателно ја гради својата кариера. Јас му благодарам на Виктор Апостолски што специјално за Никој да не знае ни допатува од Битола за Скопје. Што решува ме најави, човече, да почнав онака убава соседја си кам види мајката имало. Фала ти што ме покани. Да, па се договараме одамна. Еден одмор, ваму сум, таму сум, ова прам, тоа прам, ама требало сега. Да ти кажам искрено, од кога почнав јас емисија да снимам, сватив уствари која мака е да договориш гости за во емисија. Гледаш како ние. И тоа, знаеш како може Битолчанец ќе дојди во Скопје, како бил, ама да викниш некој од Скопје во Битола да дојде. Како сега ти кога снимаш таму, како ти доаѓа? Многу евентуално, многу тешко се убедват луѓе. Ти ќе им договориш свирка во Битола? Не, аз гледам кој има некој свирка, или така, слушам, ќе идиш ваму, да не имаш случајно време. Да не имаш случајно сам. Нешто ми е фасцинантно, што, например, прам емисија кај што свириме пееме, се викаш колеги пеачи, кај што, пример, ние ко сме почнувале на почеток си, дај Боже, да има таква опција да одам да испеам, да покажам. И се ти правиш муавет, ама ти ќе ме тераш да пеам. Абе, брат, треба да сакаш, не мораш, лабаво се вика емисијата. Ако сакаш муавет ти си правиме, скро, не мора никој ништо да прави. Ама, неш, ќе ме тераш да пеам. Бе, јас да сум 200 песни ги испеам, ги снимаш во студио, ме сваѓаш контент, добиваш муфте, што викаме во Битола, за нешто за што би платил пари ако треба да го снимиш во студио. Вака го добиваш муфте и се, шо знам, или па да дојдам една песна да испеам, абе не мора иш да пееш, еле да си поправиме муавет, ама треба да ти е тебе мерак, треба ти да сакаш. Од таа гледна точка сега, и како некој кој што е водител, нели, а има искуство и во оваа другава, цело време му е ова музиката му е, да речеме, инспирација или нешто што го носи напред, што би рекол во однос на другата страна од приказната, нели, заради тоа што е поинаква секогаш другата страна од приказната, и кога ќе им кажам на луѓето најискрено, не пред камера, никогаш не сум го кажала, ниту пак ќе кажам за некој од твоите колеги, да речеме, некој лош збор, но секако има некој на кој што навистина многу работи може да им се забележат. Ти не разбираш како може да не пеат во живо, мене па не ми е јасно како може да е многу поважно како тоа изгледа или се друго од она што ќе биде генерално тема, идеја, како да кажам, се друго внатре, ние штоф новинарите викаме, нели штоф од внатре, а најважно е како ќе изгледа. Не е најважно е веројатно што ќе кажеш. Мене имене тоа не ми е јасно. Исто се случва пошто јас покрај другото, пошто имам милион професии, снимам и спотои, снимам настани, снимам песни така натаму. Се договараш нешто со колега. Со колеги. Да бе, ќе те побарат, дај сакам да направиме песна или сакам видео да направиме. И се почнуваш, договараш, ова ќе направиме, она ќе направиме, вака ќе направиме така. И некако сето тому се гледа како, абе, многу нешто, знаеш, абе, дај некако да направиме, абе, поевтино абе, ова да направиме. И то тип, са, пример, правиш некој буџет, се договараш или било како, според личноста се, не може ти, знаеме кај се наоѓаме. И стално нешто му е многу кој се работи за најбитното, кој треба се снима песна, кој треба се снима спот, нешто што ќе му остани цел век на екраните и на интернет и сегде. Ама не е скапо ногти, коса, изглед, шминка, фризура, таму ако може исто и со свадбите, пример, не се скапо за цвекиња, 2000 евра ќе опниш за не знам шо, она, ма ако ќе дојде музиката се договара, е са тука ако може малку. За 500 евра да дојдете. Пресмешно. Не можам да ги разберам стварно, ама
ете, отко влегов во овие води, да речем, последните неколку години, почна ми станува јасно зошто уствари новинарите обично не гледат со малце, не знам, со поинакви очи, од поинаква гледна точка, пошто стварно имате мака да договорите, и имаме, и јас имам мака да договорам луѓе, иако го правиш нештото за нив. Јас, пример, не добивам буквално ништо со емисијата што правам. Има луѓе што ќе речат, на YouTube нешто, ништо. Значи, пошто се пеат туѓи песни, правата си одат секојаш кај авторите, така што јас буквално никаква добивка немам од нештото, освен тоа што ја промовираме промовираме музиката. Така. И не ми влегва во главата како... Добра, ти им знаеш и некои работи што можеби не се за прашување. Ти ја смееш да ги прашаш или имаат некакви работи кои што ти викаат ова не ме прашувај за ова, не сакам да зборувам, нели? Тоа се чести. Јас немам, мислам, општо кога ќе правам нешто такво, обично немам сценарио. Затоа емисијата си ја викам лабаво, ти сакам лабаво да ми биде. Тоа што ќе ни дојди на моментот, може и за музика не правиме муавет, ама тоа што ќе ни дојде, си го зборни. И се случува многу пати, затоа и ја снимам, затоа не оди во живо. Јас не сум човек што ќе биде во тек, може да треба, ама не сум човек што е во тек со настаните. За може да те прашам нешто, пример за некој од бендот или нешто да се спомни, а тој не е веќе во бендот или се случило. И многу често се случува онака збунка, знаеш за ова ако може готово, тргаме друго прашање. А некои приватни работи што им ги знаеш, ги прашуваш, па може да? Не сте така. Не си тој тип, не сакаш да чепкаш. Неќам, има луѓе што го прават тоа. Има емисии што го прават то стрикно онака трач рубрика, да влезиме во интимата за да гледат и народот најмногу тоа го интересира. Мене ме интересираат поќе овие музичките работи што никој не ги избора. Ме интересира, пример, последно имав некои дечиња што почнуваат со продукција, што снимаат песни, што почнуваат албуми. Ме интересира процесот нивни, ме интересира пристапот, како стигне. Јас знам како ми било мене и знам дека никој ме нема прашано за патот што го имам поминато и сам мене ме интересира тоа. И сакам, мислам, имам луѓе што го гледат нештото, што знам дека ќе ги интересира нешто такво што може да ќе му да идеја понатаму како да творат или не знам, ќе му отвори некој поинаков пат. И сакам така да ми се одвиват. Мислам, си правиме ние муавет, нормално са. Ќе си направиш ти за нешто, ќе си прашаш ако знаеш, ама никогаш не сум сакал да правам трач рубрика. По секоја цена. Или да влегвам со некои прашања такви, за да ми се гледа нешто. Да, ако се гледа, нека се гледа. Кој сака, ќе си го гледа. Кој неки, шо и да направиме ние, џабе. Мислам, неќам публика по секоја цена. Сакам да си видат луѓето што се тука, дојдени за тоа што го правиме да видат. Да, ја искрено, например, Тамара Стојковска запознав токму преку твоето лабаво, имаше една преработка прекрасно звучеше. Ја не сум музички образована, ама мене ме купи на прва и баш и пишав уште тогаш пред 2 години во еден друг состав, тогаш бевме така натаму, да ја поканам и реков дека стварно сум фасцинирана од таа изведба и тоа е многу важно, знаеш. И они сами треба да знаат дека на тој начин се купува публика. Таарно викаш, нели, сега ништо се со сеството не ни се свија, ама они се прават за да добијат публика, за да направат нешто, нели, и се може таму, а кај нас нешто се не може и така натаму, ама сега треба разберат луѓето дека е време на контент. Значи мора да даваш нешто ново нон-стоп. Ако можел Вил Смит и Кевин Харт нон-стоп да се на TikTok и цело време нешто да работат, значи дека тоа е начинот сега. Значи мора да го правиш. И многу ми е мило баш дека Тамара спомна. Тоа беше едно од првите видеа што бидна вирално. Многу беше добро. Што го направивме, мислам, скроз ништо не беше пробано директ така на лице место. Која песна? Ајде, кажи која песна пееше, само те текнува која беше. Има многу беј песни Тамара. Да, многу. Не се сеќавам сега за која песна беше точно. Може би е некоја преработка на некоја песна, ја така мислам дека некоја македонска песна што е. Нејзина е. Нејзина. Нејзина беше песна, таа што бидна вирална, што си ја постира Тамара. Јас кладов некоја од преработките, ама таа постира едно од нејзините и вика од тогаш направивме уште 200 верзии други акустични, никако не излегваше така. Тоа беше некоја од побрзите песни. Ама ја направивме скроз лабаво, онака бавно и си залепи и многу ми беше мерак. И многу често се случува баш на луѓе што не се толку познати на јавноста, видеата му биднат вирални, пошто народот ги запознава, ги гледа прв пат во некое такво светло
и мене ми е многу мерак и то ми ја полни душата скроз. Што ќе се случуваш од оваа перспектива ако после Македонски идол имаше можност за вирално видео, имаше можност за Инстаграм, имаше можност за како беше тоа си рекол во едно интервју, сега дали ќе го најдам само дека 24/7 еве го, вака вика, сите тие снимања, настани, настапи, реклами, фанови, обезбедување 24/7, хаос на секој чекор. Да, и така натаму и така набам. Да, ако тогаш во тој момент кога не се случи она што требаше како јагутката на шлагот, нели се затвори таа телевизија, се што требаше да биде небитни така натаму и вие бевте буквално оставени. Не дека секој не си се најда, на милост и немилост. Точно, секој си најде, секој од тие луѓе навистина заслужувал да е таму, затоа што секој од нив има своја кариера. Така, на свој собствен начин, ама ја има. Сакам да кажам што ќе беше ако тогаш беше Инстаграм. Ќе беше многу весело. Нели? Инстаграм бидна, мислам дека година или две после идол. Да. И тогаш, мислам, тогаш почнуваа на Facebook тие фан страните, немаше кој почна идолот. Јас се сеќавам дека имав 3-4 профили наполнети претходно со луѓе и то гледаш да не ти се многу mutual friends. Да, онака по 5000 луѓе, 4 профили за тоа време беше страшно нешто, ама не можев, значи не можев да издржам од по 200-300 пораки враќаш на една, тие си кажуваат меѓу себе дека си онлайн и почнуваат да пишат одма. И после неколку месеци напиша фен статус, реков дечки јас ова све бришам за недела дена. Почнаа тука коментари, демек има фан страна тоа бидна, кој сака нека се префрли. Како досега бевме пријатели, сега фаној почнаа нешто коментари ова она. И ми пукна филм уште вечерта, ги избриша сите и толку беше од таа приказна, може да требало ги чувам. Не знам, ама јас никогаш не сум бил човек што многу му било битно. Да имам такви следачи, да е на моменто и да биди сега само тоа, иако мислев дека тоа ќе ми биде битно како дете. Тоа баш со жената сега скоро правев муавето. Му викам ко бев дете, мислев дека сакам да сум популарен музичар, знаеш, баш Тоше Проевски, онака скроз. Дурне ојдов на идол и видов што сето бара од личноста и колку исцрпва сето тоа. Ние во Македонија ја немаме таа можност да видиме зошто луѓето во светот уствари завршват трагично на крајот. Ние на идол успеавме мал дел да видиме, од буквално секој ден снимања, 2 пати, 3 пати дено фризура, шминка, изми се, врати се, оди во Струмица сними, врати се, оди во Битола сними. Цело време вака беше, проба имавме еднаш и толку беше, немавме проба, немавме време ни да вежбаме. Од цело време бевме влезени во тој, како го викат, во барабанот. И кога видов тоа, кога видов како се функционира и како измислуваат ствари, па прават, па направи го ова, па изрекламирај го, онака седиш во собата и си викаш некако премногу е ова. Јас музиката сакам, знаеш, не, мислам во рете тоа што си го носи музиката и тоа што ќе си донеси некаква популарност и се, тоа супер. Ама тоа беше наеднаш премногу, особено за Македонија, кај што и да сакаш не можеш да се скриеш. Чи кај сакаш оди ќе те познат, ќе те најдат. Имено тоа се случи. Заврши, испаднав од идол пред финалето. Ојдовме Кочани матура да прославиме кај што сме кумои таму во Кочани. Поздрав до џајката. И Савајле слушаш надвор пред куќата. И си викам што се дешава? Отворам ролетната. Виктор. Школи имало во близина, разбрал некој дека сум бил на матура вечерта. Савајле во 8 сатот 2 улици, народ надвор. И имаше слики негде по Инстаграм или уствари не по Фејсбук негде. И тоа беше од 2 излеговме со количето од таму, подпишвавме, се сликавме, времиња и на крајот ме собраја, ме пикнаа в коло, 2 излеговме од приказната. Што значи кај да се пикниш во Македонија ќе те најдат. И тоа беше некако се многу наеднаш и затоа изедов еден чекор назад после идолот, реков чеј, малце, многу е ова. И имав понуди еден тон од продукциски куки што воопшто не ми одговараа, што никаква контрола нема во приказната, затоа ништо не прифатив тогаш. И си ден-денес кој се видиме со некој од тие ако земеше договорот со нас ово она, да, може да ќе имав некаква поинаква кариера, ама вака си го газам пато јас како што сакам. Добро.
како Значи, сакаш да сака кажеш нека е. дека не ти одговараше во тој момент сето тоа, сета таа слава наеднаш удира во глава, Многу така некако? наеднаш беше. Да. Не дека ќе те удри во глава, него Добро. многу наеднаш беше неочекува. Јас не сум човек што очекуваше дека леле кузен што ќе биде сега. Не очекував ни првата аудиција да ја поминам. Така одов на мајтап. Испадна на мајтап работата да не можам стигнам. дома да си одам. И да менвам станови во Скопје, телефони 5-6 да менвам. Тоа беше, значи вака како ќе окажувам како некој филм да било, разбираш, не ми е својствено дека мене ми се има случвано. И сите тие деца што тогаш го прават, тоа се гарант мажени женети и така натаму. Ама многу беше, многу наеднаш беше. То моментално го нема, ми се чини во државата. Имаме популарни луѓе што нормално модат и барат слики и така натаму, ама толкава еуфорија неам видено одамна. И некако не знам како да речам, преубо е, стварно е преубо, нема поубо од тоа да сакат луѓе да поминат 2 секунди со тебе, да се сликат и така натаму, ама е стварно многу исцрпувачки. И беше едно школо што ме натера да замислам што сакам понатаму и како сакам да си ја терам кариерата. И затоа си фатив со чекор назад да си го изучам јас тоа што сакам да си го изучам, за да можам да си го терам нештото со мој чекор. Па што ќе иди понатаму, ако иди нешто такво, супер. Ако не иди, пак супер. Јас да си го направам тоа што сакам да си го направам. Добро. Тоа ми беше најбитно. И сега ти е окей во својата собствена кожа? Сега ми си е задоволен? За мерак, да ти кажам право. Вистина имаше период кај што буквално од кога се затвори Аеден, бевме што се вика нива му ни таму, деца сте на Аеден, а ваму не можеш да договориш ништо понатаму. И беше малце терсене период, нормално финансиски треба си спремен ако сакаш да ја играш ова игра што викаме ние музичка индустрија. Не бев ни одблиску и затоа ми сакав да си го научам цел тој процес, да си завршам факултет, продукција си завршам, да си го изучам процесот за да можам сам да си го создавам. И тој период беше потежок малце, дур да направиме некој чекор. После тоа чекор по чекор си се двиеше работата и денес веќе сега ми е онака рајата, 2 години немав песна изваено, не знаев дека 2 години поминеа од страв песната, мислам од смотан. Смотан, да. И онака скрос ми е супер животот за мерак, прам музики за други луѓе, прам за себе. Текстови правиш. Си го прам, си го прам тоа што сакам да си го прам во моментот. Отиде времето, јас знаев дека нема, чекам се до првата песна. Пред првата песна Страв дојде заради Адам, така некако е преказната. Ајде пред да ја чуеме во живо вака прв пат, нели на медиум се надевам, ако не била во Лабаво или била. Била веќе? Ја правеше промоција? Да. Да, како не. Значи втор пат. Тоа си одма. Уште кој излезе следното Лабаво беше Страв, нема мрдање. Да, Лабаво излезе буквално Страв, мислиш? Стравот, Лабаво. Страво излезе буквално Лабаво излезе Стравот уште пред да се роди Адам. Добро. Јас сум таков човек што сака да си размислува за работите и да си влегва во емоциите и буквално размислував што би сакал да му бидам, како би сакал да ме гледа, колку би сакал да го потрошам цело време со него, што би сакал да прави понатаму и милион работи. И онака си се гради некој страв, дали ќе успеам да направам се што сакам, дали ќе бидам доволно како родител добар, дали некој такви, мислам, не е тоа некој страв сега да не можеш да дишиш, ама си тлеј негде однатре. И ко се роди Адам, вечерта си прославивме, јас бев таму, присуствував и тоа беше емоција невидена. И си прославивме и оттаму си слегов в студио и му седнав гитари, басо и ова она, направив едно демо, не можев да пеам многу, ама демото го направив и после тоа преснимив уште еднаш накнадно и му пуштив на Милена, си поплакавме двајцата дома. Добро. И беше многу убав момент. И спотот го снимивме после 6 месеци, пошто сакав јадам да го има, ај на почеток рано е, ај после Великден ова, она, држ не да и пред дојмен одмор, Милена ми вели, ти спот не ке снимаше? Да, бе, викам, чекај, свети сонце, свети, ајде, камерите со нас, го снимивме, скрос испадна спонтано и то, и да ти кажам искрено, одамна не сум бил толку возбуден и толку задоволен од нешто што сум направил.
ради тоа што ми е мерак дека ќе остани цел овај момент и сите мои емоции ќе останат запечатени со ова дело, без разлика што може ќе се срам Адам кој порасти ги речи Не, ќе му кажеш ова е првото писмо до тебе. Ама ама јас сакав ова да го кажам, па тој како сака нека се прифати кој порасти, голем ќе си види негова работа. Така. Ќе чуеме? Ајде. Ајде, цената е твоја, 25 секунди да те намистиме таму. Опа. Не знам, оти имам трема. Можда дека лична е песната, не знам. Сакам да ти бидам пример, да ти отворам пат. Сакам да ти кажам се што сум поминал, за да не го врвиш пак. Сакам да ти бидам книга, да ти раскажувам приказни разни по 100 пати, да ти ги повторувам. Да ти бидам суперхерој, од зло да те заштитам. Сакам да ти дадам простор да сгрешиш, да пробаш да научиш сам. Сакам да ти бидам столбот, да сум секогаш јак. Сакам да ти бидам ветар во грбот и сонце во градите пак. Нема што не сум видел, пред никој не замрзнав. Но кога дојде те видов, те допрев и сватив кај што значи страв. Сум минал добро и лошо, лесно пребродував. Но откако дојде сум најсреќен, најгорд и чувствувам страв. Сакам да ти бидам ментор и брат, другар по пат, се што ти затреба, да го делам секој товар и пат, болка и мрак, пораз и победа. Сакам да ти бидам бројчето што ке го свртиш без да се колебаш, да знаеш ке го покорам светот ако ти потреба. Нема што не сум видел, пред никој не замрзнав. Кога дојде те видов, те допрев и сватив ја што значи страв. Сум минал добро и лошо, лесно пребродував. Откако дојде сум најсреќен, најгорд и чувствувам страв. Нема што не сум видел, пред никој не замрзнав. Но кога дојде те видов, те допрев и сватив ја што значи страв. Сум минал добро и лошо, лесно пребродував. Но откако дојде сум најсреќен, најгорд и чувствувам страв. Сакам да ти бидам ментор и брат, другар по пат, се што ти затреба, да го делам секој товар и пат, болка и мрак, пораз и победа. Сакам да ти бидам бројчето што ке го свртиш без да се колебаш, да знаеш ке го покорам светот ако ти потреба. Чувствувам страх. Виктор Апостоловски и натаму во студиото на Телма, уште едно 15 на минути имаме за овој разговор, а треба да видиме двајца другари, да видиме што кажуваат тие за Виктор Апостоловски. Треба да чуеме уште една песна, онаа смотан за на крај, колку биде биде. Ќе ја скратиме, да? Да. Само да не се заборам пак,
Уште муабет. Ама чекај да не се зазбориш, ке ни се наљутат, нема смисла. Огнен. Огнен прво, да. Го повикуваме Огнен на сцена. Бокс битер. Ајде. Полсат се представува, тој е мако. Леле, ајде да видиме што ќе ни каже Огнен. Поздраво. Виктор Апостоловски го познавам, па може да се рече од 2004-2005 година. Заедно имаме поминато секакви моменти, и добри и лоши. Какво дете е Виктор? Виктор е, шо знам, окей дечко, добар за многу работи, позитивен, во секое време е позитивен, кој ќе и најлошо, Виктор пак пробва да остане позитивен. Кои се неговите мани? Па, има многу, ама една можеш само да издвојам. Не пие. Еднаш се напи за свадбата негова и толку. Во главала дечкото е супер, камо да се сите како него. Поздрав голем. Гледаш како? Ова договорено, платено ти е или како? Абе, платена политичка програма. Скрос испадна така мавето. Како рече, една има, не пие, еднаш се напи, не век си спија. Ама мани не ги видели. Лиз два Си има мани, мај, да не види ептен. Добро, Дарко го право е. Не дека не е во право. Од секогаш не си пиел, или? Не, никогаш ни кафе пијам, ни алкохол, цигари, воопшто, ни да помислам таква, ништо. Абе, спортист дете бев на времето, Добра. така сум. Ако ми се сите музичари дома, сите се по кафани, по чуда, јас некако никогаш не ме влечело тоа. Мислам, јас па одам в кафана со другарите. И шо пиеш водичка? Ама сокче бе шекер некое, водиче, таква работа. И на шекер опазиме, да не случајно се здебелиме многу. Дарко, како го знаеш? Со Дарче се знаеме, татко ми и татко му свиреле на времето заедно, значи ние се знаеме, одамна се знаеме. Долга и широка е нашата, имаме свирено заедно, се дружиме. Брат му ми е девер. Значи тоа е долга, само тоа Америка е многу далеку видеото ќе требаше да се пушта. И заради тоа Дарко. Зато вака, да. Добро. Ајде додека сме тука на темава, сега е Огнен наред. Сега Ајде Огнен. Јас сум Огнен Димовски, битбоксер, диџеј, битмейкер, забавувач или ентертейнер и шо уште не од музичката бранша. Со Виктор се знаеме околу 25 години, така нешто, 24-5, односно јас бев четврто одделение, тој беше петто, ко пливавме заедно во пливачкиот клуб Олимпик. Понатаму нас ни се зближија патиштата преку музиката, па оформивме бенд заедно и се останато е историја. До ден денес се дружиме. Можам да кажам за Виктор дека е многу фер другар, многу е добар, коректен другар, реален. Единствена мана за него е што тој живее во Битола, јас сум во Скопје. Тоа е најголемата мана за Виктор, што можам да ја кажам. Една помала мана е што кога му е чист носот, многу ни го диши воздухот. Еднаш така се деси ко бев на совозачко седиште кај него в кола. Многу му беше чист носот, фати да диши, снема воздух во колата, мене нервози почеа да ме фаќат и од нигде кавга се деси. Ето така. Иначе имам прашање до Виктор, дали планира понатаму да му ја пренеси на Адам тајната и мајсторијата на варџиството, на варта. Тоа сакам да знам. Голем поздрав. Како го сврти? Гледаш? Рече носово му е чист, сакаше речи кога не сум настинат, да не свати некој Да, погрешно. не свати некој погрешно, а сакаш да те зиза за големиот нос. Да, пошто носо, абе си имаме ние интерни шеги, Вие си имате интерни да. шеги, а он сакаш и на Мене телевизија носот, некој вилицата, некој оној, така си се гибаме вака и јавно и сегде. Добро, И колку ти е макар луд зашто си ти во Битола, тој во Скопје? Абе, љуте, не можам да речам, ама па денес јас дојдов в Скопје, тој Битола ојде и никако да се погодиме. А на пола пат негде, кај е пола пат од Битола и Скопје? Негде таму по тие патоите кај што се прат.
Нигде пола пат. Не е битно, само најдете се на пола пат. Утре ќе остане тој битола, валјда ќе се погодиме. Супер, да. Го нема Адам видено, нема смисла ова шо е вара. Стварно. Ајде Не, се кречујте, немаме време многу. Уствари тој ни се ожени во Скопје, зато така иначе. Он е бигалка. Да, и то со Апостоловската ја се презива. Јас му велам земи го презимето, ќе си видиме Апостоловски сите. Не. Ја знаеш ќе беше фора? Гледаш, јако ќе беше. Јако. Ама тоа е. Може ќе те послушаваш шо? Има време да се премисли. Има време, да. Да. Ова со креч, така креч беше или како? Да, вар. Ние вар. варта, мислам татко ми е по потекло од славно Оган го гори Брезово. Добро. Од таму сме по негова страна и Брезовската вара е најпопуларна во државата и ние го произведуваме тоа нешто. Тоа е занает. Кој вие мислиш во Брезово се Да, произведува? ама исто и татко ми го прави. Да. Добро. Значи тоа е занает што е веќе скоро изумрен, да не речам. Се помалце се користи пошто има нови материјали, макар што варта си е органска, како што сакат да речат овие новите генерации. И се прави од камен варовник, и тоа е процес, се печи каменот и така натаму, долг процес е. Ти си бил во тој, мислам, си следал како сум си помагал, си како помагал, не, добро. од дете Значи, го работам знаеш. тоа. Да, са немам јас лично моја Така бе, варница така, направена, ама да. дека сум помагал во сите Во процеси, сум процесот, да. помагал. И веројатно ќе го научам Адамче, ќе му ги покажам мајсториите со дедо му заедно. Добро. За да знај што го чека ако не учи. А ако не учи, варница да ваде. Се шалам, не. Убо е да се Да си има знае. занаат секогаш. Да, убо е да се знае, тоа е една од работите што не изградија мене и брат ми во луѓето во кои сме. Тоа што и бевме во таков период и во таква ситуација да треба да помагаме дома и да го работиме нештото. И би сакал Адам да го сработи малце од малце барем да ги Тежок е види тој процес? тие. Како не? Како? Значи, рачуне дека каменот се вади од каменолом, што е в планина Сувополе, популарно Сувополе. Значи, си е тоа процес кој што го прави татко ти, од до, така, се до. носи каменот, па се реди во варница, тоа е како печка огромна, па се печи тоа 4 дена и 4 ноќи нашата, пошто е поголема, некој се 3 дена и 3 ноќи, константно, значи нон-стоп оган за да излезе силикатот од каменот, за после кога ќе оклаиш камено во вода да се растопи и да можеш да си го варосеш зидот или да си градиш со тоа. Така што процес долг и макотрпен и дрва и камења и раце болат и се потфаќаш и значи има многу работа има, ама би сакал некогаш барем да му го доловам тој процес на малио, да поработи малце и физички во живото, заради тоа што нема поубаво нешто то да имаш физичка работа и да имаш некаков таков занает што би можел физички да сработиш, особено во време кај што нема поќе занаетчи. Да. Малце за музика, зашто нема да имаме многу време, уште минутка две. Велиш, ретко кога пишува мелодија без текст, значи обично емоцијата прво се притвара во збор, па додека се пишува зборот на хартија, во глава се создава мелодијата. Некако така се поврзани жичките природно. Така функционира тоа и сега? В 99,9% од патите да се случва некојаш да легнат акорди прво или нешто, па да почнам на тоа, да некако така емоцијата да сврти, ама обично нешто, дали настан, дали не знам филм, дали нешто ќе ти направи некаква емоција и ќе тргнат збороите да течат, па после на тоа си влегва музиката или во текот на пишењето ќе си дојдат акордите. Битно процесот е тој кај мене барем и не дека немам пишено песни така колку да се речи да се напиши. Добро. Значи, го неќам тој процесич, значи можам да седнам кој што прат денешните. Добро. Земи 10 збора што се популарни пинг-понг, тикток, микток, она и да го напишиме текстот. Супермен се вика една од тие песни. Ама се пиши, ама јас процесот сакам да ми биде поврзан со нешто секогаш. Така што стално има некаква емоција. Дали е нешто што е доживеано или нешто што сум го видел, па сум го почувствувал, небитно, ама некакво чувство мора да има. Мора да ми кажува некаква приказ на мене, макар и минимална. А кога мислиш дека е тоа? Кога во твојата глава е тоа? Кога завршува процесот? Никогаш. Значи, тоа е процес што буквално песните, како ги завршувам јас моите песни, до овде, кога ќе ми дојде и викам готово, доста е.
Доста више минува. И зато после тоа ретко ги промовирам, оти до овде сам се шалам. Ми ослушањам се. Да, ми останват, си ги преслушвам понекогаш и си се враќам назад на емоции, ама во глобала тој процес кај мене никогаш нема крај. Секој фаќање, особено со продукција тие што се занимаваат знаат. Секое седнување нова приказна скроз. Нова приказна, да. Каде настапуваш? Последно многу ретко, ти кажам Ретко? право. Откако е Адам во фамилија, ви влезе готово толку. Не, види, Адам му е гајлен Адам да не настапувам. Му е гајлен. Ама неќам, јас сакам да сум шо поќе време со него, само Чекај, заради тоа. 17, уште 30 секунди имаш. Толку? Уште 30? Да. Многу си осакам син ми и жената. Доста. Тоа е тоа. Најбитното го кажав, другото не е битно. Сега можеш да се вратиш во битова, ама пред тоа делче од смотан. Еј, да, уште една песна имаме. Може? Една, секако те чекаме Да таму. му кажам зашто си ја сакам жената. Ајде, а едната за жената, другата за синот. Кој е како тема? Жената уште една. Ајде, уживаме заедно. Не можам да спијам, тежи кога нешто кријам, а не сум способен да се кријам долго од тебе. Не, владам ко да пијам, потам ко да сум на вријење и ми се врти се е матно кога фокусот е на тебе. Многу сум смотан кога покрај тебе се мотам. Не имаш топтан, те имам во секоја нота. Многу сум смотан кога покрај тебе се мотам. Не имаш топтан, те имам во секоја нота. Нигде ја завршив.